Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание на емисијата е посветено на летната школа за одржлив и културен туризам, која во периодот од 7 до 13 септември 2025 година се одржа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Факултетот се јави како организатор и домаќин на школата, која се реализира во рамки на проектните активности на Европската универзитетска алијанса Колорс, поточно во контекст на работниот пакет 3 Отворено општество. На повикот за учество во летната школа се јавија студенти и наставен кадар од универзитетите членки на Колорс, Универзитетот Ферара од Италија, Универзитетот Падерборн Германија, Универзитетот Ла Манша од Шпанија, Универзитетот Јосип Јурај Штросмаер од Осијек, Хрватска, секако и студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и од други реномирани европски институции, меѓу кои Универзитетот Хумболт од Берлин и Универзитетскиот коледж од Лондон. Посебно значење на летната школа и даде присуството на гостинските професорки Петра Хаумфелд и Мануела Ковалев од Универзитетот Бургунланд од Австрија, кои со своето учество придонесоа за збогатување на академската понуда и квалитетот на програмата. Инаку од вкупно 8 предавачи и ментори ангажирани во програмата, половина представници беа од странските универзитети, 2 од Универзитетот Јосип Јурај Штросмаер, 1 од Универзитетот Ферара и 1 од Универзитетот Бургенланд. 4 професори од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид исто така активно се вклучија со своји тематски предавања. Студентите, учесници на летната школа присуствуваа на низа интензивни академски сесии, практични работилници и предавања со фокус на современи трендови, иновации и предизвици од повеќе научни области: туризам, угостителство, економија, заштита на животна средина, екологија и така натаму. Секако има можност да посетат и голем број културно-историски споменици во Охрид, да се запознаат со локалните знаменитости, да се дружат, да стекнат нови познанства и да договорат идни соработки. На последниот ден од одржувањето на летната школа за одржлив и културен туризам во Охрид, во петокот на 12 септември, и екипа на Универзитетското радио Укло ФМ Битола се дружеше со учесниците. Приликата ја искористивме да направиме повеќе разговори кои ќе имате можност да ги проследите денеска во емисијата за Универзитетот отворено, но и во утрешното издание на емисијата Студентски парламент. Останете со нас на 90,8 да слушнете и да дознаете повеќе. Zaboravi drugi oči, drugi nežni nasmevki. Zaboravi me natera da ji frlam site sliki neizini, da raščistam baram celi nogi tvojte čekori, da kopne ja sodenovi voko si da ti spijam.
Pejam stari pesni ljubovni, dozvoli mi da raskažam дека sum te čuval noge pregratki, da izlažam, da veruvam sve što so nam barem jednaš da se ostvari, da treperam so denovi vo kosi da ti spijam, bez prestan da te ljubam, o tvoju nežan dodir da izludam, vo kosi da ti spijam, vo zora da te budam, za tebe ako treba i se da izlubam, vo kosi da ti spijam, bez prestan da te ljubam, o tvoju nežan dodir da izludam, vo kosi da ti spijam, vo zora da te budam, za tebe ako treba se da izlubam. Како што кажавме претходно, од 7 до 13 септември 2025, Факултетот за туризам и гостителство од Охрид беше организатор и домаќин на летната школа за одржлив и културен туризам, која се реализира во рамки на проектните активности на Европската универзитетска алијанса Colors, поточно во контекст на работниот пакет 3 Отворено образование. Кои активности се реализираат во овој Colors работен пакет и кои се впечатоците од одржувањето на школата на раководителот на пакетот, професор доктор Цветко Андреевски, на коактуелен проректор за настава на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, слушнете од разговорот што го водевме со него. Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, е организатор и домаќин на летната школа за одржлив и културен туризам. Во ова прилика да кажем и тоа дека школата се реализира во рамки на проектните активности на Европската универзитетска алијанса Colors, поточно во контекст на работниот пакет 3 Отворено образование. Проректорот Цветко Андреевски е раководител на овој пакет, па еве проректоре, кажете ни на почеток можеби нешто повеќе за активностите на овој работен пакет во рамките на активностите на Colors алијансата. Можам да кажам дека работниот пакет 3 има најголем број активности кои што се видливи, кои што може да се презентираат на крајот од овој прв двегодишен период на работа на проектот Colors на нашиот универзитет. Секако најголемиот проект од она што го имавме до сега е летната школа која што завршува денес на 12.9. со студенти од неколку универзитети од нашата алијанса. Меѓутоа, покрај летната школа имавме и две така наречени field study или теренски активности. Едната беше во Охрид, другата беше организирана во Битола уште минатата година. Имаме две микроспециализации кои што ќе бидат поставени на нашата Moodle страница, до која што ќе може да пристапуваат сите студенти од целата алијанса, ќе може да ги користат тие материјали, да стекнуваат нови знаења, да се самотестираат за знаењата кои што се дадени таму. Имаме и така наречени internship projects, кои што ги работеа неколку професори, кои што се вклучени во работната група за овој работен пакет 3 Отворено образование, како што кажавте. И секако имаме плодна соработка со членките на Color алијансата од другите универзитети, посебно ќе истакнам соработката со универзитетот во Ферара. Тие има летна школа во мај месец оваа година, исто така на тема туризам.
и на некој начин ги поврзавме нашата летна школа и нивната летна школа да бидат комплементарни во истата област во туризмот, меѓутоа за различни теми. Се разбира, соработуваме со другите универзитети кои што има своји летни школи, како што е Паденборн, како што е Универзитетот Јосип Јурај Штросмер во Хрватска. Тие ни испратија своји студенти, испратија професори кои што предава на летната школа и на крај можам да заклучам дека навистина во овие 2 години имавме доста активности, имавме многу плодна соработка и резултатите се видливи. Значи, може да ги презентираме и тие се веќе добар дел презентирани на нашата веб страна и на социјалните мрежи од УКЛО. Доста активности кажавте дека се реализира во овие изминати 2 години во рамките на вашите активности, еве да речеме вклучени во Колорс Алијансата, а во нив вклучени професорски кадар и секако студенти. Да, се разбира во работната група 3 имаме 8 вклучени професори кои што навистина доста работеа, доста се ангажира, резултатите се видливи, меѓутоа имаме и студенти кои што беа ангажирани и се уште се ангажирани. Дел од нив се и тука можеме да ги видиме на летната школа како соработуваат со студентите од странство. Дел од нашите студенти ги испративме на престој во партнер универзитетите. Имавме наши студенти кои што беа во Ферара на нивната летна школа, каде што ги следеа нивните активности. И тоа е добро за студентите да го почувствуваат проектот Колорс и да почувствуваат Алијансата како поширока можност за реализација на нивните идеи. Таму се сретнуваат со други студенти, со професори, разменуваат идеи, добиваат информации, дури имаат можност да ги продолжат своите студии или дел од студиите да завршат на тие други универзитети, да ги видат нивните студиски програми, да ги видат нивните факултети, начинот на нивната работа. Така да тоа е уште еден голем бенефит што ја имат нашите студенти на нашиот универзитет. Да, еве ќе се сложите и во текот на целата оваа кампања за запишување студенти во новата академска година 2025-2026, постојано укажувавме на тоа дека со запишувањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се стекнуваат со европско образование, мобилности, можности за размена, ова што пред малку нели го кажавте, работи кои што не смеат да ги занемарат и да ги испуштат кога веќе им се нудат. Денешните студенти треба да имат пошироки видици, исто како што имаат или треба да имаат добар дел од професорите. Универзитетите денес не се изолирани острови во кои што се дава знаење, во кои што студентите комуницираат со професорите и така натаму. Сега, затоа и насловот на овој пакет е отворено образование, значи образование кое што ќе е достапно за нашите студенти, меѓутоа и за студенти од членките на Алијансата, па и дополнително за други универзитети кои што не се членки на Алијансата. Ние тука на летната школа имаме студенти и професори кои што се од универзитети кои што не се членки на Алијансата, меѓутоа со нив имаме соработка и ги поканавме и тие дојде на наше задоволство. Значи, студентите треба да имаат во предвид она што им го нуди нашиот универзитет, меѓутоа и она што им го нуди Алијансата. Ние сме тука да им помогнеме, да ги насочиме, да им ги дадеме можностите, па дури и контактите и финансиска поддршка според она што е дадено во рамки на Колорс проектот, а студентите треба да го видат тоа, да го искористат и да се презентираат себе си и да го презентираат нашиот универзитет во сите овие други универзитети со кои што имаме соработка. Добро, какви се вашите впечатоци досега од функционирањето на УКЛО Колорс? Па можам да кажам, ајде да не испадне како сопствено фалење, мислам не сопствено во смисла на лично, туку на нашето работење како Колорс, како дел од тимот на Колорс. Врз основа на оние активности кои што ги имавме ние и кои што ги има другите универзитети, затоа што сме 9 универзитети во ова Алијанса, дури имавме и еден ректорски колегиум каде што ги гледавме тие активности, можам да кажам дека УКЛО е еден од трите
универзитети кои што имале најмногу активности во рамки на Colors Алијансата. Значи ова не е измислување на резултати, туку навистина се факти кои што биле сработени. Доста се работеше и се уште доста се работи. До крајот на ова година е онај првиот двегодишен период во кој што треба да се реализираат преземените обврски и активности, но можам да кажам дека сега се праќа последниот извештај за она што е реализирано и она што се планира да се реализира, и можам да кажам дека оние обврски, оние активности кои што сме ги презели или кои што сме ги имали уште на почеток на работата на овој проект, дека во најголем дел се реализирани. Се разбира, секогаш има проблеми кога се работи таков гломазен проект, каде што се вклучени голем број на универзитети, голем број на луѓе кои што понекогаш можат, понекогаш не можат да го завршат она што ми е зададено како задача, но во најголем дел од активностите можам да кажем дека се успешно завршени, реализирани, доставени се извештаи, доставени се материјали. Ево за летната школа, значи даден е почетен извештај, денес ќе го дадеме завршниот извештај, дадени се фотографии, презентации, сите цела потребна документација за тоа како се одвивала летната школа. Јас сум задоволен. Јас сум навистина задоволен како се тоа се реализираше. Очекувам и натаму да продолжи со работа овој проект, зашто ова се само првите 2 години, после тоа следи евалуација, па ако е се во ред ќе ни бидат одобрени уште 2 години од работа на проектот. Не сите алијанси добиваат продолжение на роковите и тоа треба да го знаеме. И на крај треба да кажеме дека УКЛО е првиот универзитет кој што е вклучен во Европска универзитетска алијанса. Colors проектот е прв таков кој што е реализиран на територија на Република Македонија. Сега дозволете, минатата академска година имавме зголемување на бројот на студенти кои што се запишаа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ректорот Неделковски во тие прилики, а и сега нели тоа го кажува, дека тоа се должи и на она што УКЛО Colors им го нуди. Како е годинава, колку сте задоволни од првиот уписен рок, еве сега на 15 и 16 и пријавувањето за вториот уписен рок на УКЛО, за запишување во прва година прв циклус? Лани имавме значително зголемување на бројот на студенти во прва година на прв циклус студии. Имавме 12% поголем број на студенти во однос на претходната година, а оваа година имаме повторно зголемување, не толку големо се разбира, за неколку студенти, меѓутоа имаме зголемување. Во период кога бројот на матуранти континуирано се намалува, ние сме презадоволни со тоа што матурантите го перцепирале нашиот универзитет како добар универзитет каде што може да се стекнат знаење и каде што може да се стекнат различни можности за нивното студирање. Вчера излегува бројките и за број на запишани студенти од првиот уписен рок, и тука имаме зголемување во однос на минатата година и не можам да не кажам дека навистина сме задоволни. Ето, се зголемува бројот на студенти. Битно е каков квалитет на студии ќе понудиме, битно е колку ќе се задоволни тие студенти да останат во нашите единици, да останат на нашиот универзитет, а според искуството претходно гледаме дека најголемиот дел од студентите што се запишуваат остануваат тука и продолжуваат со нивните студии. Сега сосема за крај, затоа што и темата ни беше ова летна школа, но и работата на работниот пакет 3, отворено образование. Што да очекуваме до крајот на оваа календарска година од овој работен пакет? Освен получување на извештаи за сработеното. Да, на крајот е довршување на преземените обврски, зашто остануваат уште 3 месеци до крајот на годината. Во овој извештај кој што треба да биде доставен до крајот на оваа недела, всушност денес е последниот работен ден, ги даваме насоките што ќе се сработи. Имаме активни 2 micro credentials или микроквалификации
кои што треба да се сработат до крајот на годината, да се постават на платформа за студентите. Во тек е реализација на еден интершип проект кој што го работи колешката Елена Јошевска од Биотехничкиот факултет. Завршување на извештаите за сите активности, посебно на извештајот за летната школа, кој што реков ни беше најголемиот проект, и завршување на комплетниот извештај према колор за сите активности што сме ги имале во целата ова наша соработка. Тоа е тоа што треба да го завршиме. Може би не звучи многу вака кој ќе го кажам, меѓутоа за да направите една микроквалификација, тоа е исто како да сте напишале книга која што е рецензирана, во рамки на книгата да имате некаков практикум кој што ќе ги води студентите низ материјалот кој што сте го поставиле, па да има одреден број, одредена количина на прашања врз основа на која што тие ќе може да ги проверат нивните знаења, и за секој различен студент тие прашања да бидат различни, односно случајно да се избират и да им бидат поставувани на студентите, и сето тоа тие на крај да може да го следат преку електронска платформа, значи воопшто да не е присутен професор, да може да ги преземат материјалите, практикумите, вежбите сами да ги направат, да се тестираат и да видат докаде стигнале со знаењата. Значи тоа е тоа што го планираме до крајот на оваа година, а ако продолжиме натаму со проектот, веќе следниот работен пакет кој што ќе го работи нашата работна група нема да е отворено образование, туку ќе образование потикнато од предизвици, challenge-based education, кој што ќе има други активности различни од оние што сме ги имале до сега, и тоа ќе е нов предизвик за да ги реализираме тие активности. Јас ќе ви се заблагодарам за разговорот и се надевам дека ќе биде успешен и следниот предизвик што го очекувам. Се надевам дека ќе добиеме позитивна евалуација на целиот проект, дека ќе продолжиме да работиме уште 2 години, и очекувам дека екипата со исти или со поголем ентузијазам ќе ги работи идните активности. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој.
првиот ден од одржувањето на летната школа за одржлив и културен туризам присутна беше и професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академска раководителка на Укло Колорс, која на учесниците им ги врачи сертификатите за учество во школата. Разговаравме и со неа. Разговараме и со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски координатор и раководител на Европската универзитетска алијанса Колорс за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професорке, ова е крајниот ден или последниот ден од одржувањето на летната школа тука на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид. Ги врачивте сертификатите на учесниците? Да. Или на дел од учесниците со оглед на тоа што некои мора да заминуваат и порано? Да, точно. Имав честа на покана на организаторите и домакините, Факултетот за угостителство и туризам, нашиот факултет во Охрид, и да ги врачувам и да се запознавам на крајот и со проектите што ги презентира. Можам да кажам дека нивото на квалитет кој што беше постигнат видлив и преку презентациите и преку сето она што се сработи, вклучително и методологијата која што беше применета во текот на школата е извонредно. На нивото на магистранди и докторски студенти, менторирани од нашите организатори и професорите кои што гостуваа. Така да, оно што сакав да го изразам и за слушателите на нашето Укло ФМ е дека во рамките на Европската универзитетска алијанса Колорс има многу активности, некои се нови и во зачеток, експериментални, недоволно оформени, ги правиме во тек, во од. Меѓутоа оваа летна школа, најмногу во организација нормално на професорите Александар Трајков и Иванка Несторовска и менеджментот од ректорската управа и експертите, беше бисерот, односно со неа покажавме извонредност во алијансата. Така да се надевам дека тие известни месеци и година на работење во заедништво со партнерите низ алијансата, кои што беа и тука присутни и во живо и на нашата школа, на курикулумот, на соработката со сите учесници и проширувањето на учесниците, како предавачи, така и учесници од профилот на студентите со други универзитети кои што претходно биле партнери на нашиот ФАТО и на Укло, е нешто за почит и за восхит. И се надевам дека во иднината ќе имаме и уште школи од овој тип, или ова ќе добие традиционална форма, па ги поканивме и сите учесници в година да се најдат во друга улога. Дополнително ги поканивме и сите овие сработени, квалитетни, па да не речам и совети за влада, за министерства, за унапредување на туризмот и одржливоста, да ги врамат во форма на трудови или на поканети излагања на нашите студентска конференција Укло Колорс и како и на нашата годишна конференција. Така да во ги комбинираме сите убави работи за да ги прикажеме во светлото во кое што заслужуваат, односно во боите во кои што заслужуваат. На летната школа учесниците добија сертификати, но исто така и двајката са кредити. Нешто што кога се започнуваше, да речеме, приказната за Колорс, и постојано се кажуваше, им се укажуваше практично на студентите дека се она што ќе го искористат како можност за учество на вакви настани ќе им биде вреднувано и на поинаков начин. Да, секако. Значи, сите скоро настани во алијансата мултимодално ги наградуваме. Сертификат за присуство, за учество, за комплетирање. Еката са кредитите се она ново вредно што може да се додаде, а го издава Укло Колорс, и е на патот кон засебни модули, микрокурсеви, микроквалификации, влегува во портфолиото на студентите, влегува во додаток на диплома и покажува проширување на нивните компетенции, знаења и вештини. Често за нашите студенти, значи сите тука, или повеќето се дојдени со Еразмус грантови за краток престој, докторандите. Истото важи и за нашите студенти кога што можат да одат на активностите во алијансата. На тој начин ги имаме зборувано и известните финансиски надоместици ако помогнат во организацијата, ако се дел од Укло Колорс студенти тимот. А мораме да посочиме дека повторно ќе отвориме оглас, сега ќе имаме нови студенти, бројни, кои што веќе знаат за алијансата и верувам дека се запишале со еден мал дел и да го искористат и тоа како предност на Укло и ќе се надевам дека ќе се вклучат и во голема бројка. Токму со тоа сакав да го завршам и овој разговор.
на прагот сме на новата академска 2025-2026 година. Сигурно и бруцошите, но и они од повисоките години кои што претходните години не се вклучувале во активностите, ќе искористат можноста се она што им го нуди Uklo Colors да знаат правилно да го искористат. Точно така. Значи, листата на тимот на Uklo Colors брои околу 200 луѓе. Во нив 70 на 80 се студенти од сите три циклуси, од сите факултети на Uklo. И таа бројка ќе биде и уште поголема. Нормално сето тоа е менторирано и е овозможено за да се случи, вклучително и сите оние почетни чекори за додипломците или црпењето на искуството и наоѓањето на потенцијалите на магистрантите и докторантите. Различните улоги во кои што може да влегуваат и сите соработки што се случуваат. И тоа е само делот на страната на студентите. Ќе видиме веќе во оваа академска година низ предмети се вклопуваат различните нови видови на пракса. Пракса на лице место со конкретни соработки со партнерите од Алијансата. Се работи на микроквалификации, се работи на Moodle, се работи на платформи кои што ќе ги листаат нашите предмети, курсеви и слично. Се работи на многу инфраструктура за еден европски универзитет на иднината и со нашите студенти тековни и нови веруваме дека ќе си го изградиме баш како што треба. Благодарам за разговорот. Драго ми беше. Одиме сега со музика, а потоа и останатите разговори што ги направивме со дел од учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам што се одржа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме. Сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана, како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана, како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана, како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана, како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако.
Професорите доктор Иванка Несторовска и доктор Александар Трајков од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид го понесоа поголемиот дел од товарот за организирањето и одржувањето на летната школа за одржлив и културен туризам. Како течеа подготовките, каква беше реализацијата, каква атмосферата, кои се нивните впечатоци по завршувањето на настанот, слушнете од разговорот што го водевме со нив. Може би главни виновници за одржувањето на летната школа тука на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, а во рамките на активностите на UCLO Colors како дел или член на Европската универзитетска алијанса Colors, професорката Иванка Несторовска и професорот Александар Трајков, професори на Факултетот за туризам и гостителство. Со оглед на тоа што овој разговор го снимаме на завршниот дел одржувањето на школата, имав можност да присуствувам и на оние завршни презентации, врачување на сертификатите на учесниците, но да започнеме од почеток. Организирањето на еден ваков настан, на една летна школа која трае повеќе денови, бара доста работа, па со оглед на тоа што имавте и голем број на присутни, како студенти, така и професори однадвор кои што беа дојдени тука и предава, значи со работа сте започнале многу одамна, професорки. Па да, како што спомнавте, школата трае неколку дена, а ние се подготвувавме повеќе месеци. Не само јас и колегата Александар, меѓутоа ние бевме одговорни за да се реализира целосно како што треба замислената школа и програмата која што всушност јас и тој ја предложивме. Програмата беше осмислена со цел да се направи на некој начин едно надополнување на идејата за летна школа за одржлив туризам, бидејќи првично во Универзитетот во Ферара се даде аспект на одржливиот туризам низ призма на културното наследство, а со оглед на статусот кој што го имаме во Охрид, ние ја продолживме таа тема, односно ја збогативме со фокус на значењето на културното наследство за одржливиот туризам. Како што споменавте, имавме доста студенти, голем број студенти, и она што посебно ми е драго, што на оваа школа студентите на крај, и вие бевте присутна и слушавте дел од нивните излагања, настапија со многу убави идеи кои произлегоа од нивното критичко наблюдување и критичко следење на предавањата и во текот на студиските патувања во Охрид и околината. Велиме голем број на студенти присутни на летната школа, на број колку беа точно? Вака имавме околу 20 на пријавени студенти, 90% од нив успешно завршија до крај летната школа. Имавме студенти од повеќе универзитети од Европа, покрај нашите студенти од повеќе единици од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, имавме студенти од партнерите од Colors, како што беа студенти од Универзитетот Албасете, имавме од Паденборн универзитетот кој што се исто дел од Colors алијансата, меѓутоа она што за нас беше интересно е што школата побуди поголем, поширок интерес и на неа присуствува, например, и студенти од Хамболт универзитетот од Берлин, кој што не е, да речеме, дел од Colors алијансата, беа дел студенти кои што се University College of London и исто така што не е дел од алијансата. И она што беше исто така интересно е диверзификацијата на студенти кои што беа по потек од Германија, Полска, Шпанија, Индонезија, Русија, Иран, Германија, да, и тоа беше така интересна структура на млади луѓе, повеќето од нив магистранти и докторанти, кои што имаа можност да соработуваат помеѓу себе, да споделуваат искуства, се разбира и ние учиме од нив и тие научија некои работи од нас и накрај мислам дека имавме добар аутпут. Да. Можев да разговарам со дел од учесниците, сите кажуваат дека одлично си поминале, дека дознале и научиле многу нови работи кои што понатаму, како што кажа, ќе ги вклопат во нивните магистерски или докторски студии, но исто така важно и познанствата, контактите кои што тука ги оствариле, а за младите луѓе секако тоа можеби и најважното нешто. Да, тоа е богатството на вакви настани, посебно
затоа што повеќе дена имаат прилика не само да работат, но и да се дружат. Ние затоа и така ја имавме и осмислено програмата со колегата Александар, да имаат добар дел додека учат да бидат надвор од ова вообичаена конвенционална средина на факултетот, што ние всушност и веднаш го забележавме уште на првиот ден на студиската посета, веќе слика, нешто разговара, ова може да го вклучиме, тоа може да го вклучиме, така да мислам имаше една многу убава и работна и средина атмосфера за дружење. Се потрудивте и да обезбедите одлични предавачи тука од матичниот факултет, од факултетот за туризам и гостителство, но и предавачи од други универзитети, што секако му дава дополнителна тежина на летната школа. Да, вкупно бевме 8 предавачи и ментори на школата. 4 беа тука од универзитетот од Укло, најголем беа професори од факултетот тука за туризам и гостителство во Охрид. Имавме предавачи од економскиот факултет од универзитетот во Осијек и од факултетот за туризам и рурален развој исто така од универзитетот во Осијек. Исто така еден од предавачите беше и колегата од универзитетот од Ферара, а имавме гости и предавачи од универзитетот Бургерланд од Австрија, што исто така интересно, кои не се дел од Колорс Алијансата, меѓутоа изразија интерес да бидат дел од ова летна школа, да се дружат и да споделуваат искуства со колегите. Тоа ваши колеги познати од претходно или? Дел се познати од претходно со кои сме соработувале, дел се сретнавме прв пат тука на летната школа во Охрид и се разбира, тоа беше исто така извонредна можност да ја прошириме мрежата и можностите за соработка со колегите професори. Се надевам дека во иднина ќе ги има во уште поголем број. Сега на крајот од завршувањето на овај настан, на ова летна школа, по подготвувањето на извештаите, нели, за самиот тек и одржувањето на школата, што понатаму? Во разговор со професорката Рената, како академски координатор, рече може би до година ќе се јават повторно на летната школа, што значи може да очекуваме нешто и понатаму, ако не летна, може би зимска. Па знаете како нашиот факултет има традиција во организирање на летни школи. Некако летните школи се поинтересни на студентите, зашто тоа е период кога најголемиот дел од нив се растеретени од оние тековни обврски кои што излегуваат од студирањето и секако дека размислуваме да продолжиме со вакви активности, дали ќе биде тоа со Колор Алијансата или како што најчесто ние се ангажираме во соработка со други универзитети, така да, но секако, секое стекнато искуство од секоја реализирана школа е поттик за да продолжиме да работиме со активности кои што ги вклучуваат студентите кон критичен пристап во нивното студирање. Сега сосема за крај, студентите нели има и свои изработки, презентации, трудови на некој начин веќе за кратко време подготвени, кои што можеби со мали доработки можат да се најдат и како трудови со кои што ќе може да учествуваат на студентски или други видови на конференции. Да, она што беше интересно е што за многу краток период студентите создадоа доста интензивни трудови од кои што може да се видат дури некои идеи кои што може понатака и да се имплементираат дури во нашите локални или национални политики кога зборуваме за генерирање на развој на туризмот. Значи реално е да се вклучат дури можеби во некои стратегии, затоа што нивната перспектива даде некои освежување и во начинот на гледање на одредени работи, одредени ресурси со кои ние тука ги имаме, со кои располагаме. Се разбира, времето во една летна школа е кратко за да се создаде, да речам, поинтензивно истражување кое што може да се презентира и на студентски конференции, односно да се објавува во списанија. Меѓутоа, постои добра основа во она што тие го има како изработен труд или изработен аутпут во текот на летната школа, да се развие и во едно добро научно истражување кое што ќе може со сигурност и да се презентира, па од она што видов и онај го имат и апликативен момент, ќе може да се примени и во пракса. За крај, што ќе им порачате на сегашните, но и идните студенти, нели на почеток сме на
нова академска година очекуваме младите, бруцашите да бидат новата сила, би рекле на Uclo Colors. Не само да учат, тоа е нормално основата зашто се запишуваат на студии, меѓутоа да се дружат меѓу себе повеќе, заради тоа што токму тоа дружење и нивно меѓусебно комуницирање произлегуваат нови идеи, интересни идеи, што всушност докажа и ова еднонеделно дружење што го имавме тука. Јас секогаш и велам на студентите да го користат оној статус на студент, затоа што им дава опции кои што ги немале, а и ќе ги немаат од кога ќе завршат со студиите. Значи, тука имаат можност не само да добиваат знаења кои што се формални во текот на студирањето, туку и знаења кои што, ево, нашето мото на нашиот факултет е повеќе од образование. Значи, не станува збор само за образование, туку и за животни вештини кои што ќе може да ги имплементираат понатака, и оние можности кои што ги имаат да патуваат, да се дружат, да создаваат пријателства, мрежи, кругови за соработка, се непроценливи во текот на студирањето и сето тоа треба да го користат. Ви благодарам и на обата за разговорот и посакувам секако успешна работа и успешен почеток на новата академска година. Благодарам. По книгите на мудрости човек жив со време се ке научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште в срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок цид за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта код звезда водилка до тебе
Почитувани, веќе слушнавте дека посебно значење на летната школа за одржлив и културен туризам, која се одржа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, а во рамки на проектните активности на Алијансата Colors во контекст на работниот пакет 3 Отворено образование, и даде присуството на гостинските професори кои работеа со студентите учесници на школата. Тие со своето учество придонесоа за збогатување на академската понуда и квалитетот на програмата. А во реализацијата на програмата, половина беа представници од странски универзитети. Од Универзитетот Јосип Јурај Штросмер од Осијек, Хрватска, од Универзитетот Бургендланд од Австрија, од Универзитетот Ферара Италија и секако професори од Факултетот за туризам и гостителство Охрид, кои исто така активно се случија со своји тематски предавања. Во оваа прилика проследете го разговорот што го водевме со предавачот од Универзитетот Ферара од Италија, Давиде Корневали. На летната школа, што се одржува тука на Факултетот за гостителство и туризам во Охрид, а во рамките на како проектна активност на Колор Алијансата, работен пакет 3, како предавач на студентите присутни тука, Давиде Карневали од Универзитетот Ферара од Италија. Buongiorno. Buongiorno. Nice to meet you. I think that I'm very thankful to be here. It was a very interesting opportunity. Многу сум благодарен што сум тука на оваа летна школа во Охрид. Преди тоа што имав можност да остварам и да создадам нови пријателства и мрежа на луѓе од мојата бранша и секако студенти. Првиот контакт кој што го имавме со луѓето кои што организираат летната школа тука во Охрид, всушност беше на летната школа во Ферара, на Универзитетот во Ферара. И темите на овие две школи се всушност поврзани, а се однесуваат на одржлив туризам и на социјален и културен туризам. Тоа е она што ги поврзува овие две школи. Тогаш ќе започнеме со она што се случуваше во Ферара во Италија. Колку студентите таму беа заинтересирани за оваа област? Okay, in the case of Ferrara we had very Во случајот со Ферара можам да кажам дека таму имаме група од студенти кои што имаат различен бекграунд, различна позадина, а со самото тоа и различни стојалишта и мислења во однос на овие теми во одржлив и социјален и културен развој на туризмот. Па така, сакавме да ги ставиме сите тие различни мислења, различни гледишта на оваа тема на маса и да развиеме продуктивна дискусија помеѓу сите учесници. И она што е специфично за Ферара е всушност она што се случува како промена поради климатските услови. Тоа е што е различно од тука. Тука ние гледаме повеќе на промени, културни промени, социјални промени во туризмот, меѓутоа што е специфично за Ферара е тоа што многу голем процент од не само од Ферара, туку и од околината, провинцијата Ферара е под морското ниво и тоа многу влијае во промените и во туризмот. Се надевам дека вие тие промени од климатските услови ќе ги искусите многу подоцна од нас. Ние веќе се соочуваме со тие промени, меѓутоа е добро да размениме мислења за тоа што се случува тука и што се случува во Ферара. Вашите искуства со летната школа тука во Охрид, имавте студенти од различни држави, од различни земји, различни универзитети. I have to say on the one hand that Морам да кажам дека мислам дека моето присуство тука во Охрид, на летната школа во Охрид, всушност за мене значеше еден чекор понапред, развој. Затоа што се случуваше во Ферара и тоа што се разгледуваше и се учеше во Ферара, всушност го донесовме тука. Меѓутоа, тука од еден друг аспект, за мене значеше подобрување на тема и развој со различни учесници, меѓутоа исто така имаше и група студенти кои што беа учесници на летната школа во Ферара, но исто така беа учесници и тука.
Од друга страна, исто така морам да кажам дека и нешто ново произлезе од мојата презентација тука во Ферара, особено поради тоа што имав можност да ги пренесам моите знаења за развојот и промената на културниот туризам во различни периоди, односно како се променувал туризмот претходно, например од времето на, ако зборуваме за овие простори, социјализмот, па до денешно време, и мислам дека тоа многу придонесува и ќе придонесе за тукашните состојби, за дискусија и за сваќање што треба да очекуваме дека би се случило понатаму, компарирајќи ги двата региони, Ферара и тука Охридски. Добро, што велат студентите? Колку се задоволни од тоа што вие им го презентиравте? Можеби нивни идеи, размислувања? We are going to have the presentation in a few minutes. Па затоа што мислат студентите и за нивните идеи, ќе видиме за неколку минути, затоа што ги чекаме презентациите, во кои што тие ќе ни кажат всушност што мислат и какви идеи имаат. Се надевам дека ќе слушнеме нови, свежи идеи, затоа што гледате, тие треба да донесат некое ново видување за овој контекст, односно како го гледаат цел овој контекст. Сега сосема за крај, бидејќи студентите ве чекаат, колку сте вие задоволни од вашиот престој тука? Дали се исполнија очекувањата и како ви се допаѓа Охрид, Македонија? For me it has been very interesting. За мене ова значи ново и многу богато искуство, оваа летна школа. Секако свесни сме дека овие проекти како Колдорс имаат почеток и крај, не траат вечно, меѓутоа на ова гледам како можност за создавање долгорочни релации и се надевам дека некој ден ќе дојдам тука на подолго време и дека тие релации ќе се зацврснат и ќе донесат некои нови други соработки. Имавте можност да го разгледате Охрид, што ви се допадна најповеќе? There are many reasons because I find this Тоа place. што за мене е многу значајно овде за Охрид е всушност интересната работа е тоа што мислам дека последниот век од културата не е се уште промовирана добро. И тоа е моето професионално гледиште и тоа што е интересно за мене. Се надевам дека во иднина таа состојба ќе се подобри и ние ќе придонесеме за тоа да се подобри. Друго нешто што е многу значајно за мене во Охрид е тоа што тука можам да видам различни периоди напластени еден на друг, историски и културни периоди. Од особена значајност за мене е всушност и тоа што можев да го научам за православието во Охрид. Може би имам и некоја идеја да почнам и да учам и да го студирам кириличното писмо, затоа што е тоа толку овде застапено и толку се гледа и всушност е центарот на културната препознатливост на овој регион на Охрид. Ви благодарам. Grazie. Ciao. Кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКФМ Битола, уште да подсетиме дека учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам се стекна и со 2 ЕКТС кредити, што представува дополнителен поттик за интернационална академска размена и развој на нови знаења и компетенции во доменот на одржливиот и културниот туризам. Емисијата ја завршуваме со најава дека во утрешното издание на емисијата Студентски парламент на УКФМ Битола ќе имате можност да ги проследите и разговорите што ги водевме со студентите учесници на школата. А во оваа прилика се заблагодаруваме и на доктор Наташа Петрова Поповски, раководител на работниот пакет 3, за преводот при снимањето на разговорите со учесниците. Тука ве поздравувам и ви порачувам да останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Емисијата тонски реализира Љупчо Светковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Daj mi na mene, ja skada
Укло ФМ, Битола, септември 2025 година. Укло ФМ 90,8. Студирај квалитетно на Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk